Почитувани гледачи, добредојдовте во уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1. Денеска гостинка во студиото е доктор Марина Поповска-Домазетова, член на инспекцијскиот совет од областа на заштита на животната средина и здравјето на луѓето. Во наредните неколку минути со неа разговараме за работата и надлежностите на овој државен орган. Добар ден и добредојдовте во отвореното студио. Добар ден ви посакувам и јас, ви благодарам за поканата. За почеток да почнеме од тоа кога е формиран инспекцијскиот совет и која е всушност целта за негово формирање. Инспекцијскиот совет е формиран во јануари 2014 година. Пред се е формиран согласно Законот за инспекцијски надзор, а со цел да се спроведат планираните реформи во инспекцијскиот систем во Република Македонија. И истиот е формиран со избирање на председател и 6 членови по пат на објава на јавен конкурс од страна на владата на Република Македонија. Кажете ни за составот, повеќе за составот на инспекцијскиот совет и сите оние области кои се во негова надлежност. Така, да. Составот на инспекцијскиот совет, како што веќе кажав, има председател и 6 членови. Бидејќи според Законот за инспекцијски надзор предвидени се 6 области на делување и за секоја област се избира соодветно член. Областите кои што се предвидени согласно Законот за инспекцијски надзор се надзор над пазарот, трудот, заштита при работа, тоа е една област. Втората област е животна средина и заштита на здравјето на луѓето. Третата област е градежништво, урбанизам и транспорт. Четвртата област е ветеринарство, земјоделство и безбедност на храна. Петата област е просвета, наука и образование. И шестата област е управата. Малку се долги називите, меѓутоа опфаќаат поголеми области, подобласти, затоа и така се описно именувани. Така, еве што опфаќа делокругот на работа на сите овие области што и сама ги спомнавте? Делокругот на работа на инспекцијскиот совет е предвиден, повторно ќе се повикам на Законот за инспекцијски надзор, и има голем број на активности во согласност со овој делокруг на работа. Пред се инспекцијскиот совет врши координирање на работата на инспекцијските служби, дава согласности по актите, внатрешните акти, правилник за систематизација и организација на работни места, формира работни тела, дава согласности на програмата, годишната програма за работа, го усвојува годишниот извештај за работа, ги разгледува кварталните планови, кварталните извештаи за работа на инспекцијските служби, издава налози за инспекцијски надзор, организира координирани инспекцијски надзори, и издава и одзема лиценци за инспектор, го организира испитот за инспектор и ред други, етички кодекс за инспектори, значи голем број на задачи. Така да еден дел јас сега издвојувам, другите нормално, значи се предвидени во самиот член од законот. Така, каква е организацијската поставеност на инспекцијските служби? Во Република Македонија има вкупно 28 инспекцијски служби. Тие се организирани како инспекторати. Инспекторатите се органи во состав на министерствата или како организациони единици, сектори или оделенија во рамки на други државни органи. И има вкупно 14 инспекторати и 14 инспекцијски служби во други органи, во други државни органи. Така, колку инспекцијски органи има, односно работат во Република Македонија? Да, некако ќе се повторам. Значи 14 инспекторати и 14 инспекцијски служби кои се во надлежност на делување на инспекцијскиот совет. Тука се изземени инспекцијските служби организирани на ниво на локалната самоуправа, бидејќи согласно Законот за инспекцијски надзор, инспекцијскиот совет е надлежен за овие 28 инспекцијски служби, додека градоначалникот е одговорен за инспекцијскиот систем на ниво на локалната самоуправа. Во однос на инспекторите, дали постојат исто толку инспектори колку што постојат инспекцијски служби или можеби поголем нивниот број? Да.
Не, постојат поголем број на видови на инспектори во однос на инспекциски служби. Има вкупно 45 вида инспектори, бидејќи во една единствена инспекциска служба може да има 4-5 вида, значи повеќе видови на инспектори. Еве како пример да појаснам, во Државниот инспекторат за животна средина постојат 3 вида на инспектори. Државен инспектор за животна средина, државен инспектор за заштита на природа и водостопански инспектор. Значи сите тие си делуваат според своите законски надлежности во согласност со Законот за води, Законот за заштита на природа, Закон за животна средина, така и во други инспекциски служби, значи има поголем број на повеќе видови на инспектори во рамки на една, но има и во еден инспекторат само еден вид на инспектори. Затоа има поголем број на видови на инспектори во однос на служби. Кои се еве условите за вршење на должноста инспектори? Дали може да ни објасните што е она што треба да го поседува лицето што може да биде инспектор? Да биде именувано, за инспектор. За да биде назначено, односно за работното место инспектор, за вршење на овие работни задачи, кандидатот мора да има пред се високо образование. Образованието е дефинирано во самиот материјален закон за кој вид инспектор станува збор. Значи соодветно високо образование. Меѓутоа, не е само образованието како услов, туку има години на стаж, зависи од нивото на инспектор, значи кое ниво на треба да биде вработен со соодветното лице на работно место советник инспектор. Потоа треба да има како посебни услови лиценца за инспектор, што е новина согласно Законот за инспекциски надзор, и други соодветни услови како што е психолошки тест, познавање на компјутерски програми и така натаму. Значи не се едноставни условите за да се биде вработен на вакво работно место. А колку е важно и предходното работно искуство, да речеме, на ваква или слична позиција за оваа функција? Да, секако мора да има работно искуство, значи од 3-4 години нагоре, значи зависи од нивото. Само помлад советник, како помлад инспектор работно место, може да биде вработен без работно искуство, меѓутоа не може да врши самостојно инспекциски надзор. Значи тоа е едно стартно работно место во областа на инспекторите, но, како што кажав, не може самостојно да врши на инспекцијски надзор. Се врши ли планирање на инспекцијскиот надзор и доколку се врши, како се одвива тоа? Секако, токму во таа насока и се предвидени овие реформи во инспекцијскиот систем, значи пред се за да се подобри заштитата на правата на граѓаните, да се подобри здравието и состојбата во животната средина, да се подобри фискалната политика на земјата и така натаму. Сепак, значи овие реформи се направени за да се направат некои измени кон позитивна насока во земјата. За да може да се планира, предвидени се во Законот за инспекцијски надзор повеќе видови на плански документи. Фактички донесен е правилник за подготовка на годишна програма, за подготовка на квартални планови, месечни планови. Значи сето тоа е дел од системот на планирање на работата. Значи планирањето се врши пред се на годишно ниво. Се подготвува годишна програма за работата на инспекцијската служба, која годишна програма, значи инспекцијскиот совет ја разгледува и ја усвојува или укажува што треба да се доработи. Значи има чекори за усвојување на овој документ. Тоа е на годишно ниво. На квартално ниво се подготвуваат квартални планови. Во овие квартални планови се планираат, значи, за секој инспектор поединечно работата во текот на кварталот што следува и во самите квартални планови се прикажува вредноста на инспекцијскиот надзор. Значи има сложеност на инспекцијскиот надзор, така што не секој инспекцијски надзор е на исто ниво. Значи има поедноставни и посложени инспекцијски надзори и сето тоа сега на овој систем на планирање е земено во предвид, значи за да може да се направи градација на инспекцијскиот надзор. Продолжите. Сакав да кажам дека освен планирањето, значи следува понатаму известувањето. Исто, на годишно ниво се подготвува годишен извештај за работата на инспекцијската служба. Во рамки на годишниот извештај секако следува и оценувањето на инспекторите. Токму тоа е и моето следно прашање, дали се врши оценување на инспекторите, на нивните надлежности и на она што тие го работат? Во согласност со Законот за инспекцијски надзор предвидено е токму оваа суштинска промена.
Оценување на работата на инспекторите или следење на ефикасноста и успешноста на инспекторите. Следење на успешноста на инспекторите оди во текот на целата година, токму преку овие квартални планови и квартални извештаи. Преку кварталните извештаи ние добиваме согледување дали тоа што е планирано на квартално ниво е реализирано или што е реализирано. Значи, колку надзори, колку видови на инспекцијски мерки се превземени за секој инспектор поединечно. Како резултат на сработеното, во почетокот на календарската година се врши оценување за изминатата, значи за претходната година. Се зема во предвид квалитативни и квантитативни критериуми. Квантитативните критериуми се точно произлезени во рамки на кварталните планови и кварталните извештаи. Тамо се предвидени на крај бодови. И тие бодови се земаат во предвид. И збирот од овие бодови, заедно со збирот од квалитативните критериуми, што ги доделува директорот, односно одговорното лице на инспекцијската служба, како вкупен збир, ја даваат годишната оцена на инспекторот. Колку ваквите инспекцијски надзори и оценување на работата на инспекторите всушност им овозможува тие подобро, да речеме, да ја вршат својата работа поквалитетно? Секако. Во рамки на реформите предвидени се, значи, меѓу останатото и поттикнување на интегритетот на инспекторите. Самостојноста во работењето на инспекцијските служби и јакнењето на капацитетите, на административните капацитети и воопшто севкупните ресурси на инспекцијскиот систем. На овој начин, значи, со оценувањето, годишното оценување на инспекторите, предвидено е, значи, систем на бодирање. И ако инспекторот има во текот на годината освоено еден определен број на бодови, тој може да биде награден, зависи од бројот на освоените бодови, со 5% како награда на плата во текот на цела година или 20% додаток на платата во текот на цела година, кажувам, значи, во однос на бодовите кои што се предвидени во Законот за инспекцијски надзор, и секако тоа делува стимулативно и на квалитетот и на поддршката за работата на инспекторите. Така. Кажете ни, какви евиденции и статистики води инспекцијскиот совет? Во согласност со Законот за инспекцијски надзор предвидено е донесување, односно веќе е донесен, правилник за содржината, видот и формата на регистрите од интерес на инспекцијскиот совет. Во согласност со овој правилник предвидени се поголем број на регистри во кои што се водат различни евиденции, почнувајќи, значи, од регистар на инспектори, значи со податоци за секој инспектор поединечно, вид на инспектор, што преска го дискутиравме, регистар за инспекцијски служби, регистар за буџети на инспекторатите и инспекцијските служби, регистар за опременост на инспекцијските служби, регистар на правилници за систематизација и организација, регистар на извршени инспекцијски надзори за работата на секој инспектор поединечно, значи повеќе на број регистри, кои што даваат солидна основа да се колекционираат различен вид на податоци, а потоа следува и онаа статистика што ја води инспекцијскиот совет, значи се обработуваат податоците во однос на број на извршени инспекцијски надзори по служба, по вид на инспекцијски надзор, број на донесени инспекцијски мерки, почнувајќи од записници, па се до прекршочни пријави, кривични пријави, едукации и сите други инспекцијски акти што се донесени во текот на инспекцијската постапка. Во рамки на сето ова статистики и евиденции што ги води инспекцијскиот совет, како законска обврска, инспекцијскиот совет ја информира владата, и тоа квартално, за информација која што содржи податоци за работата на самиот инспекцијски совет и податоци за работата на инспекторатите, на инспекцијските служби. Така, спомнавте и предходно за годишното оценување на инспекторите, но освен за нивната работа, индивидуално за секој инспектор, посебно што тоа значи и за самиот државен орган? Па, секако дека со овие реформи, освен што лично ќе бидат оценувани инспекторите, и самиот инспекцијски орган, дали е тоа инспекторат или оделение, на овој начин, значи, почнувајќи од планирање, во самите плански документи се детектираат ризични области, се детектираат, значи, слабите точки или ризични субјекти. Што значи тоа?
врз база на искуството, кога веќе ќе се соберат извештаи од повеќе години на назад и кога ќе се има податоци за обработка на нивната работа, значи се повеќе поцелно се оди кон детектирање на слабите карики. Значи се има следливост врз база на која што може да се селектира ризична област. И значи да се насочат мерките кон тие области, односно субјекти. Некако, да речеме, до сега, до скоро во минатото, се одело кампањски. Значи, без некој посебен план, да се исполни некоја норма и да се добие плата. Меѓутоа, врз база на овие промени, со отпочнување на планирање на инспекцијски надзор базиран на ризик, анализа на ризик, така наречено популарно, значи ние селектираме слаби точки и инспекцијскиот надзор се насочува кон тие делови, а не да се оптеретува некој субјект кој што во својата историја е исправен и усогласен со законодавството. Значи, да се селектираат субјектите кои што не се усогласени со законите, да може, значи, тамо повеќе да се спроведуваат инспекцијски надзори, со цел, значи, да се што помал процент на такви субјекти останат или ризици, да речеме, што помалку да има, да ги намалуваме ризиците. Тоа е успех и за инспекцијската служба, а и за државата во целина, секако за подобрување на меѓународната трговија, за подобрување на животната средина. Значи, од многу аспекти бенефити се постигнуваат на овој начин. Ги спомнавте и на почетокот, но еве сега да објасниме малку подетално за тоа што представува испитот за инспектор, лиценцата за инспектор, како и нејзиното издавање, но и одземање. Тоа е исто така една новина за прв пат во Република Македонија. Испитот за инспектор е еден друг сегмент, освен оценувањето, кој што доведува до суштински промени во обезбедување на квалитет. Испитот за инспектор се состои од два дела, значи има прашања, еден дел, другиот дел е студија на случај. Во прашањата и се полага, значи онлайн, електронски се полага овој испит и во првиот дел инспекторите полагаат прашања во кои што се наоѓаат и прашања од општата инспекцијска постапка, од Законот за општа управна постапка и прекршочна постапка, значи како општи постапки, тие се заеднички прашања за сите видови на инспектори, значи како општи постапки. И поголемиот дел од прашањата се прашања од материјалните закони во инспекцијска надлежност за даден вид на инспектор. После положување на тестот, значи има квалификација според законот, колку бодови треба да освои инспекторот, за да може да се смета како минимум дека го положил испитот. После положувањето на испитот, инспекторот се стекнува со лиценца. Оваа лиценца, значи, важи 6 години, меѓутоа последната година веќе треба инспекторот да се подготвува за повторно полагање за нов испит, за повторно да се стекне со лиценца. Што значи полагањето на овој испит? Тоа значи една проверка на кандидатот што го полага испитот, колку го познава законодавството од областа на надлежност. Значи, севкупно познавање на законите и од општите постапки, меѓутоа и од специјалните постапки од материјалните закони на надлежност. А што е во однос на одземање на лиценцата? Да, законот предвидел и одземање на лиценца која што оди преку дисциплински постапки. Преска кога зборував за делокруг на работа на инспекцијскиот совет е и спроведување на дисциплински постапки против инспектори. Што значи тоа? Дека инспектор кој што предвидува повеќе можности за одземање на лиценцата доколку инспекторот, значи, ги крши некои одредби, имено ако не го почитува кодексот на инспектори, ако се однесува несоодветно, изнудува, ако не го познава законодавството, значи да го направи грубо кршење на законодавството што го спроведува, ако го изгубил правото на државјанство од Република Македонија, значи има поголем број на прекршоци предвидени во самиот закон, кои што и процедура како тие прекршоци треба, значи, да се преточат во акт, кој што може да го поднесе дали директорот на инспекцијската служба или може да го поднесе таков предлог за покренување дисциплинска и самиот инспекцијски совет, председателот и членовите, и си тече постапката преку формирање на комисија за дисциплинска постапка, зависно од одлуката, понатаму се мерките дали
ќе се одземе лиценцата трајно, бидејќи во овој период, додека се спроведува дисциплинската постапка, времено се одзема лиценцата, а после завршување на постапката се одлучува дали ќе се врати или трајно ќе се одземе. Ако се одземе трајно, тогаш инспекторот останува без работа, доколку се процени дека сето тоа што во барањето за дисциплинска постапка, во предлогот е посочено, се потврди дека е вистина. Дали тоа значи дека дека потоа нема да може повторно да работи истото лице како инспектор? 3 години не. После 3 години може повторно да полага за испит, да се стекне со лиценца, меѓутоа вработувањето нели понатаму или превземањето следува, значи минимум 3 години не може да се бави со оваа дејност. Рековте дека на 6 години се полага испитот со цел да се провери колку е познавањето на инспекторот од законодавството. Еве знаеме дека законите постојано се менуваат, но дали една од причините за тој испит е и всушност воведување на новитети во работата на инспекторите? Апсолутно да. Значи нови методологии, нови процедури на работа, подготовка, еве сега значи во текст се или подготовка на нови чеклисти, или ажурирање на постоечките, бидејќи тоа е една материја која што е флексибилна. Значи, постојано, самите со текот на работењето, и вие и ние сите, потврдуваме дека нешто треба да се смени, значи ги ажурираме состојбите. Подготовката на овие, сега зборувам за чеклистите, што значи или листи на проверка, значи дека при инспекцијски надзор, инспекторот се раководи според постоечка чеклиста, а субјектот на надзор знае што треба значи да има со цел да се потврди дека е тој усогласен со законите. Значи, некако се прави содржината на инспекцијскиот надзор многу поблиска до субјектите на надзор, се воспоставува една соработка на доброволна основа и во крајна линија тоа е бенефит за сите. И да имаме усогласени субјекти на инспекцијски надзор и да имаме бенефит за целата земја во било кој поглед. Така, постои ли еве стручно оспособување и усовршување на инспекторите и до кој степен, да речеме, тоа може да стигне? Со Законот за инспекцијски надзор предвидено е на годишно ниво, значи се донесува годишна програма за стручно усовршување на инспекторите. Во оваа програма значи се предвидени видот на обуки, секоја инспекцијска служба поднесува предлог програма за стручно усовршување до инспекцијскиот совет и инспекцијскиот совет ја донесува, значи заеднички се донесува програма, инспекторатот ја подготвува, инспекцијскиот совет ја донесува. Доколку нешто треба да се усогласи, да се коригира, тоа се случува во меѓувреме, меѓутоа на крај се добива еден добар производ, таму се предвидени различни видови на обуки. Значи во овие програми предвидуваат, инспекторатите предвидуваат и општи обуки, значи за општите постапки, како заеднички рековме, нели, за сите инспекцијски служби, меѓутоа има и специјални обуки. Како што, например, оваа година ќе се повикам, да речеме, на чеклистите, инспекторатите предвидуваат обуки во рамки на спроведување на чеклистите. Значи, тоа е со цел сите инспектори да имаат унифициран пристап. Значи, еден вид на усовршување, да нема разлика кој ќе влезе како личност, надзорот, инспекцијскиот надзор да биде идентично извршен од различни инспектори. Значи да се олесни инспекцијскиот надзор, да се добие во квалитет и да има исто така олеснување за самите субјекти на надзор. Во однос на инспекцијскиот надзор, какви се видови постојат? Инспекцијскиот надзор е оквалификуван во 3 категории, како редовен, контролен и вонреден. Значи, контролниот инспекцијски надзор, редовниот јасно ни е, нели, по план се спроведува, како резултат на констатирани недоследности, недостатоци, кои што ги пронашол, ги открил, ги детектирал инспекторот при инспекцијскиот надзор, тој донесува некаква инспекцијска мерка. Значи, најчесто е тоа решение. И во решението наредува мерки со определени временски рокови за нивно надминување. Кога ќе истечат роковите во самите решенија, инспекторот прави контролен инспекцијски надзор, дали е, значи, постапено во однос на наредените мерки. Меѓутоа, освен редовен и контролен, постои и вонреден инспекцијски надзор. Тој може да се направи по налог на инспекцијскиот совет, по налог на влада, на собрание, значи на граѓанин исто така иницијатива за представка. Така да тие видови на инспекцијски надзор се оквалификувани како вонредни инспекцијски надзори.
Освен овие видови на инспекциски надзор кои што ги спомнавте, дали можеби постојат и координирани инспекциски надзори од страна на повеќе инспекциски служби и еве доколку постојат, кажете ни како се одвива тоа? Да, секако дека постојат и координирани инспекциски надзори. Една од задачите согласно делокругот на работа на инспекцискиот совет е организирање и на координирани инспекциски надзори. Например, некоја појава детектирана во животната средина. Конкретно, ако станува збор за експлоатација или вадење на песок. Да речеме, ако е во близина на речно корито или експлоатација на песок, пак ќе речам во близина на речно корито, тогаш некако се случува да се вклучат во заеднички координиран инспекциски надзор и инспекторите од Државниот инспекторат за животна средина, од Државниот инспекторат за техничка инспекција, меѓутоа може да бидат вклучени и државни пазарни инспектори со цел, значи, еден комплексен инспекциски надзор да се детектира нешто што е проблематично детектирано за дадена ситуација. Господи Марина, јас навистина ви благодарам за вашето денешно гостување и за одвоеното време и чест ми беше што бевте мој денешен гостин. Јас уште еднаш ви благодарам, темата е многу обширна, може уште многу да се дискутира, меѓутоа во кратки црти начално тоа беше денес. Еве тоа нека биде повод повторно да ни гостувате во емисија. Ви благодарам и јас. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое секогаш не следете. Останете со програмата на телеканал А1 и се гледаме повторно во наредното издание. Пријатно!